Нашата утринска програма за вас, почитувани, продолжува со следната тематика, која е преубава. И јас ке му посакам добро утро на нашиот гостин, Љупчо Маневски, уметничкиот раководител на ансамблот Студио Фолклор. Бевте многу далеку. Каде и што, како? Ирина, добро утро и до тебе. Ке зборувате сега и гледачите ке ги повикам да следат со внимание каде ние ја представивме Македонија и нашата убава традиција и фолклор. Повелете. Благодариме. Еве, убава најава од наша Слободанка. Јас само ќе додадам дека утрово наш гостин Љупчо Маневски, единствениот првенец во Националната установа Танец и директор и уметнички раководител на ансамбл Студио Фолклор. Како што кажа и Слободанка, бевте навистина многу далеку, бевте во Кореја, на светскиот фолклорен фестивал, кој што се одржува по 20 пат. Еден јубилеј за фестивалот, ама и јубилејна година за вас, за ансамбл Студио Фолклор, 10 години постоење. Пред да зборуваме за впечатоците од Кореја, ние малку се зборувавме и пред да влеземе овде во студиото. Навистина ќе споделите убаво искуство со нашите гледачи. Сакам на почеток една лична карта на ансамбл Студио Фолклор, 10 годишен јубилеј, каде се наоѓа, во колку групи сте поделени? Така, најпрво добро утро до Слободанка, до тебе Ирена и до вашата ценета и гледана емисија Добро утро, секое утро на ТВ Алфа телевизија. Студио Фолклор оваа цела година ја одбележува како јубилејна, бидејќи постоиме 10 години. Во сите овие 10 години, значи, напорна работа, вклучена е целата моја фамилија. Извинете, почнувајќи од мене, мојата сопруга, мојот син кој е дел задолжен за оркестарот и мојата ќерка која исто така е во танец и е задолжена за другите групи во ансамблот. Ансамблот во моментов располага со 7 групи, од кои најмалите дечки 3, па нагоре... Од 3 години? Од 3 годишна возраст? Не, од 5 годишна возраст па нагоре. Имавме една проба пред 2 години за ветеранска група. Бев скептик дека нешто ќе се успее, ќе се случи. Мито таа група достигна некаде 37-8 членови. И бевме приморани, бидејќи има навалица на ветерани кои сакаат да играат, да уживаат, да се дружат. Ние отворивме и втора група, која веќе на самиот почеток се напуни со околу 15 до 16 ветерани. Бевме приморани на тој чекор, бидејќи ете луѓето увидува дека тука се случуваат многу убави работи, дека се негува традицијата, културата, фолклорот, а и еден, јас би го нарекол фолклорен аеробик. Баш така. Значи, ние во Студио Фолклор воведовме еден фолклорен аеробик. Да. 10 годишнината ја одбележавме со еден фантастичен концерт во месец април, каде што идејата ни беше најголемиот број на кореографии кои ги имаме во ансамблот, во секвенци, во делови, да ги прикажеме, ама тоа мора да биде со убави спојки, да личи на нешто, да ги прикажеме на сцената. Значи, на сцената се појавија 100 играорци, значи ги повикав и поранешните играорци кои биле дел од ансамбл Студио Фолклор. Ветераните настапија, без детските групи, ние бевме 100 луѓе на сцена. Тој прекрасен колорит од игри без тампон точка, од игри, без музичка тампон точка за пресоблекување, значи све течеше без пауза, траеше 2 часа и 15 минути. Малце подолго од вообичајното, но бидејќи ни беше јубилеј, јас се сложувам дека на сите тие кои беа во салата, тие 2 часа и 15 минути им помина многу брзо, бидејќи навистина програмата која спремивме беше една од најдобрите програми која сме имале можност да ја видиме и да уживаме. Сега течат веќе фотографиите. Ова е од она што е повод за вашето гостување. Вие се вративте, тазе сте вратени во средата од Кореја, ексклузивно овде кај нас во утринската програма. Впечатоците од светскиот фолклорен фестивал во Кореја.
ја представувавте Македонија Така. меѓу 30 држави, Така. И влеговте во полуфинале. Така е. Значи, ова е едно од најголемите еден од најголемите фолклорни фестивали, јас би го нарекол светско првенство во фолклор, каде што учество зема 30 држави од сите континенти. Значи, прекрасно здание, невидена организација, сцената, такво нешто до сега уште неаме осетено, јас сум професионалец, меѓутоа ова беше навистина едно велелепно здание, огромно, опремено со сите, би рекол, нишани. Имавме време да пробаме, да ја осетиме таа бина. Морам да истакнам дека само студио Се испланирано фолклор, под конец, така. сите работи се безпрекорно во да не кажам во секунда, во минута се точно, значи позицијата оваа организација стои огромен тим. Значи на луѓе кои веќе 20 години тоа го работат и ја имаат шемата за да тоа тече безпрекорно, без никаква грешка. Значи ние учествувавме во двете полуфиналиња, едно дефиле, се представивме, значи морам да признам дека во мојата работа 10 годишна до сега со Студио Фолклор, јас сум имал и златна генерација која во Дижон, Франција го освои највисокото место, златниот медал. Оваа генерација се надмина и самата себе, ја надмина и таа генерација со ова представување. Тие, значи, изгореа на сцената, се со цел да си ја представат својата држава Македонија во најдобро светло. Енергијата која тие ја прикажа на сцената, не можам да ви опишам со зборови. Кога јас со моите години во танец и аматерски, значи, прв пат во животот ми потекоа солзи позади сцената, значи јас им се поклонувам на овие мои деца, бидејќи ние многу се спремавме пред да одиме за Кореја. Многу се договаравме, сите детали ги, ние работевме и саботи, и недели, и празници, значи сериозно. Ние не отидовме колку само да учествуваме. Отидовме да се покажеме и да освоиме све што може да се освои. Да. Со каква емоција зборувате за вашите деца ги викате, нели тие сте ваши деца? Тоа се мои деца, така Тоа е. се 14 пара, така, 14 момчиња и девојчиња, така. Само Студио Фолклор на таа велелепна сцена се представи со 14 пара. Единствени вие. Така. Единствени. До нас кој беа има 12 пара, па надоле до 6 или 8 пара. Да. Имаме и едно видео од тамо, донесовте, додека си разговараме за Кореја, јас би ја замолила режијата да погледнеме и како тоа изгледаше на сцената, како ве представи, односно не представија играорците, 14 пара, момчиња и девојчиња. Ова е дел од страшното дефиле, каде што на улица имаше 40-50 илјади луѓе, можеби и повеќе, не знам. Од двете страни беше преполно, значи и ова влегуваше во надпреварувачкиот дел, значи на вистина, нели, човек кога игра пред токав аудиториум, и срцето ќе го остави на таа улица, значи ова се случува на улица тоа големо дефиле каде што сите 30 ансамбли се представуваат и плюс имаше нивни групи уште 10-15, значи тоа беше една огромна колона, едно огромно движење, навистина пренапорно, тоа траеше со сати, додека секој се представи, другите поминуваат, се поздравуваат со луѓето од на улица кои длабоко ни се поклонуваат, дечиња сака да се токму тоа сакам да се гушка, да се сликаат со нас. Прекрасно. Како публиката реагира на овој наш македонски фолклор? Ова е навистина ремек дело. За нив беше новина, бидејќи во Кореја овој ансамбл кажавме дека слави 20 годишен јубилеј. Ние сме првиот ансамбл кој оваа година беше на овој светски фестивал. Првиот ансамбл кој отпатува за Кореја и да ја представи ова наша Македонија. Успеавме и тоа да на сите настапи и да не нарекуваат
Македонија. Нашата битка е добиена, Да. иако нема да се жалиме, да кажеме дека жирито, за жал, со многу политика не внесе во финалето, а децата го заслужува безпреконо. Срцето го гарантирам. оставија на таа Да, да. Значи без ни една мала грешка, со преполна енергија, со темперамент невиден, децата го дадоа и го предадоа својот максимум. Значи дадоа и повеќе од тоа што може. Да. Кажавте дека сте се подготвувале денонокно, и саботи, и неделни празник, делник. Значи, сите кои што беа и кои што сте во вашиот ансамбл со многу љубов, си ја работат ова, да кажам, ова е професија или е Така. хоби на овие деца и младинци. Која е пораката што ја испративте до корејската публика? Како представници, единствени представници за Македонија, од Македонија, значи кажавте прв пат настапува фолклорен ансамбл од Македонија на овој светски фестивал. Така. Која порака ја пренесовте на публиката? Овака ќе кажам дека ние сме можеби единствената земја која беше таму, кој автентично си го покажа својот фолклор. Денеска све се сведува на акробација, атракција, и тоа го воведуваат сите земји. Македонија е една од последните земји. Ние сме пребогати со материјал. Имаме уште материјал да се црпи и по селата, и по градовите, за да немаме потреба да внесуваме атракција, акробација, бидејќи богатиот наш фолклор не ни дозволува да внесуваме атракција и акробација. Додека сите други ансамбли кои беа таму, тоа беше, сега јас од моја гледна точка, шоу, циркус. Значи јас как цел живот знам како се тие фестивали, меѓутоа јас пак не би променил ништо во нашиот фолклор, бидејќи сме пребогати, би го оставил, јас не би го исмејувал само за да добиеме прво место или да влеземе со некој циркузантски, би ги рекол, работи, за да може да биде атракција и да биде тоа шоу. Да. Убави впечатоци си носите овде во себе, навистина повторно ќе кажам дека имате една преубава енергија, со многу емоции зборувате за тоа како си поминавте во Кореја и мислам дека и гледачите може да почувствуваат. Јас на неколку пати и се наежив од како убаво објаснувате, колку си ги сакате вашите. За жал немаме време. Деца. Можам да ви раскажам дека таму им владееше преголем умор. Ни доснеше авионот од Истанбул за Сеул, ни доснеше 5 часа. Ние дојдовме, не успавме ни 2 часа. Почнаме со активностите рано наутро во 6:30. Значи децата не беа ни 2 часа спија по столици на земја, се со цел само кога излеземе на таа сцена да го дадеме, да се представат во најдобро светло. Максимумот. Имав и болни, значи за жал се случуваат и такви работи. Значи тие беа во соба кога беа пробите. Меѓутоа, кога беше за настапот, дали со температура, дали со стомачен вирусен, две девојчиња, 3 имав, ми рекоа сакаме ние да настапиме, да се појавиме. Ако со температура и со вирус. Ова морам да го кажам, бидејќи ме погоди и мене, треба да се почитува и да се цени, бидејќи се работи за Македонија. Така е. Така е. Студио Фолклор, зборувавме на почетокот малку за студиото, да кажете каде се наоѓате, да повикате, да ви се приклучат генерации, кажавте од 5 години до ветерани, до колку, до 50 до 78. Нема граница, значи додека може да се игра, така? Додека може да играат. Значи, вака, Студио Фолклор се наоѓа во населбата Ново Лисише, после трговскиот Лиса. Одма сме над Жито маркет и маркетот Жито маркет е доле под нас, ние сме горе наспрат на Жито маркет и тука до нас е Кам маркет. Значи, добро, јас би повикал сите, сега е време за уписи, од септември почна, време е за уписи, значи, кој сака децата правилно да му се насочат во животот, значи на ветераните еден прекрасен фолклорен аеробик, а на децата да им го дадеме здравиот правец во животот, нека повелат во Студио Фолклор, нашите врати се отворени за сите. Така. Вие сте и единствениот правенец во танец, така? Така. Целиот свој живот сте во фолклорот. Сосема за крај, бидејќи сме веќе при крај на разговорот, една порака еве вака Зарем помина времето. Епа толку е.
толку беше предвидено. Тука сме малку и една минутка, две ќе одземеме. Да кажете една порака за повеќе нек следат сега, да кажам, повозрастната популација, еве баби, дедовци, една порака за крај за сите оние кои што не следат, кои што сакаат да си го негуваат нашиот македонски фолклор, како што кажавте, колоритен, ништо не би менувале и не треба да остане автентичен таков каков што е. Македонскиот народ нема позначено културно богатство од играта и песната и музиката. Играта и песната и музиката представуваат еден збир кој не може да се опише со зборови. Сето оно ние што не можеме да го кажеме со зборови, го пренесуваме со играње и со пеење. Значи и во минатото нашиот народ бил и под робство и значи сето тоа што не можел да го искаже со зборови е пренесено во овие игри и песни и на тој начин ние ја пренесуваме пораката и од минатото и од сегашноста, значи спојни во игра и песна. Спој. Да. Мислам дека побав спој за представување на својата држава нема. Така е. Љупчо, ви благодарам за разговорот. Ми беше чест. Се надевам ќе има повторно повод да ни гостувате овде. Ансамбл Студио Фолклор си работи понатаму. Ќе настапувате, имате настапи, предпоставувам. Морам да кажам дека без разлика ние што не испоштува жирито, ни стигнаа веќе поканите за следната година. Тоа е Мароко, Холандија, Тирана. Сега за сега. Значи за овие неколку дена ние добивме 3 покани за гостување на тој светски фолклорен фестивал. Значи во склоп на тие земји кои беа таму и кои го следеа тие представници нивни на таа светска фолклорна организација. Убаво. Ви посакувам многу успех и ќе го следиме секое ваше патување. Ќе се вратите, не мора со награде, важно е да се учествува и да се представува македонската традиција, фолклор и култура. Најважно е да го дадеме на доброто од себе. Ете така. Ви благодарам.